Власта се уште е далеку од обезбедување двотретинско мнозинство за уставни измени. Опозицијата категорично ја отфрла секоја можност за поддршка бугарите да влезат во уставот. Парламентарното мнозинство верува дека тоа ќе се случи. Од коалицијата на ВМРО ДПМН велат дека пратеничката група е хомогена, нема да застрани од ставот и нема да дозволи да се отвори уставот. Оваа пратеничка група функционира како едно, независно кој од која политичка партија доаѓа, иако добијатно се членови на ВМРО ДПМН. Тие тоа го зборуваат во медиумите, за да ние не зборуваме за цената на електричната енергија, да не зборуваме за инфлацијата, да не зборуваме за сите оние работи кои што живот значат, да не зборуваме за предавството кое што го направија прифаќајќи нешто што никој претходно не го прифатил. И сега тоа за да не се зборува, податлива тема за јавноста е колку пратеници ќе отидат лево или десно. Владеачката СДСМ која стави параф на францускиот предлог и се задолжи да го промени уставот со остри критики кон ВМРО ДПМН. Според нив, опозицијската партија повторно била на погрешната страна во клучни моменти за државата. Гледаме дека од сите релевантни функционери од Европската комисија, од Европската унија, секојдневно стасуваат критики до ВМРО ДПМН за нивниот начин на функционирање и на сето она кое што го правеа во Македонското собрание, се со една цел да ги излажат граѓаните дека ќе има некаква сибуларизација или асимилација на македонскиот народ. Тоа е една тотална лага која што, како што изминува времето, се потврди дека навистина граѓаните се убедија дека тоа е една сериозна невистина. Демократски сојуз бара уставните измени да бидат со реципрочна основа и Бугарија да ги почитува правата на македонското малцинство. Бараме да бидат признаени правата на македонците согласно одлугите во Страсбург, на судот во Страсбург. За сега немаме ли подршка во партијата, јас како пратеник да поддржам промена на уставот без реципрочна основа. За отворање на уставот се потребни најмалку 80 пратеници, доколку сите пратеници кои го поддржаа францускиот предлог гласаат за, ќе фалат уште најмалку 6 гласа кои би дошле од опозицијата.